Стартап клуб Скопје единствениот инкубатор на ниво на цела држава, кој што помага на младите да создадат сопствена бизнис идеја. Тоа значи буквално доаѓаат кај нас со некаква идеја. Обично до сега имаме моментално во тек е третата инкубаторска програма која се вика Имам идеја. И до сега на секој побегник се правуваат повеќе од 150 идеи, кои ние ги селектираме најдобри 30 и преку ги селектираме преку хакатон, каде што најдобрите 30 ги повикуваме и од тие 30 најдобрите 15 влегуваат во нашата инкубаторска програма. Не секогаш не идејата битна, него многу битен тимот. И што многу пати не си има случајно доаѓа со една идеја и доаѓа на хакатонот и он пивотира и продолжува со друга идеја. И стартапите, идеите, тимовите работат на создавање на нивната идеја од идеја до MVP во нашата 3-месечна интензивна програма. Интересно е што во програмата вклучуваме имаме едно мото, тоа се вика стартапи играат стартапи. Интересно е што имаме успешни приказни моментално во Македонија кои имаат освоено доста пазари, кои имаат земено доста инвестиции и тие се најдобрите ментори кои им помагаат да создадат сопствената бизнис идеја. Затоа стартапи играат стартапи е можеби клучното за да имаме успешна програма. На крај по завршување на инкубаторската програма 80-90% остануваат од тимовите и тие презентираат пред инвеститори и за да добијат својата прва инвестиција. Значи тоа е целиот процес ние што го правиме од идеја до можност до наоѓање на прва инвестиција. Со работењето на Стартап клуб Скопје како клучен чинител во екосистемот во Македонија, ние почнавме да снимаме подкасти за фриленсери и за стартапи. И тој што не е за стартапи, всушност минатата година го несовме дури на 3 самити. Ние за време на самити, како што е во еден од најголемите во Словенија, во Марибор, Подим, таму снимивме епизоди со фаундери, со инвеститори и со други луѓе чинители во екосистемот, кои беа присутни на самитот. Потоа бевме на Бизнис Ангел самит во Сарајево и таму снимивме епизоди десетина и бевме и во Бугарија на Стартап Бугарија. Потоа ние минатата година свативме дека во регионов нема голем настан за стартапи и свативме дека ние треба тоа да го направиме тука во Скопје и го организиравме најголемиот Startup Revolution AI Summit се вика, каде што успеавме да донесеме 1200 атендинг од инвеститори, VC фондови, бизнис ангели, стартапи. Као официјално отварање на самитот беше во хабот да покажеме на луѓето што доаѓа од сите земји што всушност правиме и барот, и хабот, и стартап клубот, да го видат духот на она што го правиме. И буквално кога имавме повеќе од 300 луѓе дојдено во барот и во хабот и бевме збунети од Албанија, Косово, Бугарија, Србија, Босна, Словенија, буквално од сите земји околу Македонија и многу поширок. Многу беше интересно што во Open Ballet имавме традиционален бранч со македонски традиционални јадења. Имаше млади во носи, имавме ѓомлезе, имавме ајвар, имавме некои други македонски традиционални јадења, но не ја заборавме македонската домашна ракија. Успеавме дел од гостите што останаа во Скопје да ги качиме на водно да го видат Скопје и со тој нетворкинг таму да ја завршиме цела таа приказна. Од нашето искуство во изминативе години во градење на екосистемот во Македонија, сега преку самитот и во регионов па и светот, бидејќи Startup Revolution AI Summit не представува само самит, бидејќи ние сме еден вид медиум преку подкаст, преку подкастите кои ги снимавме за време на самитот, нели како што напоменав и во другите земји. Меѓутоа и ние сме AI mapping имаме, така да ќе го мапираме целиот екосистем во регионов па и пошироко. Со нашиот нетворкинг гледаме да создадеме успешна заедница, бидејќи кога има повеќе успешни приказни, многу полесно ти да успееш, а ако си сам е многу потешко. Затоа ние како Стартап клуб Скопје инвестираме во градење на заедница, не само во Македонија, преку самитот и регионално, бидејќи кога ќе ги споиме сите чинители во екосистемот, многу полесно се градат стартапи и многу полесно функционира цел екосистем.